Како го искористуваме овој убав ден. Каде што може да забележите како се уште ние како македонска нација, една година после последното видео, ја чуваме гробницата на Пердика први, во ова древно светилиште, во ова древна наша Македонија. Бараме археолошки туризам, правиме пресметки на туристи, ама се прашувам, Тино, кој турист би дошол во ваков локалитет, кој што е од големо значење за Македонската православна црква? Дали знаете дека првите собори, се до Никејскиот собор, се одржувале овде, во Мородвис, кој што во превод значи ридот на смртта. Вис и мор. А иначе, во продолжение, го гледате Кочани од овде, каде што од овде еве е село град Осогово, на старото име на градот Кочани и на Бела. Уште еднаш, ова е гробницата на ридот на смртта, во ова некропола, која што, не дај Боже, да дојде турист и да му ја представите вие, македонци мои. Погледнете го местото на малиот амфитеатар, каде што е украден најстариот обеликс и каде што седела царската фамилија кога се одржувале погребалните ритуали на древните македонски цареви. И по имена ни и плачот го добила името планината Плачковица. Што би рекол јас за овој локалитет? Ова е локалитет, македонци мои, каде што и те како, ако сакаме да го зачуваме епитетот на Македонска православна црква, треба навистина да отвориме Пандорината кутија за ридот на смртта, за Мородвис, каде што секој покоен македонски цар бил изложуван овде и по името на него и по името на плачот ја имаме и планината Плачковица.
Страшно, жално и бедно. Помина 30 години од една голема иницијатива. И за овие 30 години никој не зема и не превзема ништо. Помина 30 години кога Владо Павлов овде прв пат демонстрираше во времето на Бранко Црвенковски против сето оно што е украдено од овде, а се украдени многу битни артефакти пред кои што сите молчат. Мој Тино, вие зборувате за туризам археолошки, вие зборувате за туристи, вие зборувате за финансовска инекција на македонецот, а на старата епископија погледнете каква ви е Тино. Ова е на старата епископија од кој што Македонска православна црква треба подхитно да застане во одбрана, бидејќи сите собори биле овде и од каде што започнал на стариот Ватикан. Така би рекол. Дори гробницата, погледнете каква е. Немојте повеќе да не манипулирате македонците, затоа што сето ова што го гледате е малку што ни се случува со нас македонците. Зошто? Затоа што ова е безобразно. Ова е најмизерното нешто што може еден македонец да го доживее. Ова е беда. Ова е масакар. Вака ги чувате вашите македонски цареви. Во ова беда. Во градот на мртвите. Во древниот Ајгај Еге. Во градот Некропола. Дојди нам. Каде што сите плачеле. За македонските цареви. И по нив плачот. И имаме планината Плачковица денес. Каде ви се најповиканите? И како сакаме да живееме во мир и љубов, кога не знаеме почи да дадеме на оние што се погребани овде, на оние што били изложени овде, во древниот Ајгај Еге, како град Некропола. И ме манипулираат дека ви е доле во Јасонија, во Грција. Зошто? Затоа што во тој Ајгај Еге, кој што ви го кажуваат денес, нема пронајдена некропола. А овде цело село е некропола. Секоја куќа е направена врскоски на македонски дејци. И затоа не се чудете што живеете толку години во робство, македонци мои. А уште колку ќе живеете, зависи од вас. 30 години помина